Работилниците ми овозможуваат пред дружба, после од дружбата ми овозможуваат самодоверба во себе, помотивирана да сум за било кој нели општо, подружлива да сум. Затоа што нормално нели од депресија па после работилниците ти прават да си во дружење, да се подигнеш на секаков поглед и за заработување нели нормално да заработиш. Прво се пронајдов себе како друга личност од таа што сум била. Видов дека во мене има и нешто друго што потиснато. Видов дека можам да направам, да се дружам, да разговарам со други луѓе, да комуницирам, да бидам комуникативна, да изработувам накид, да правам нешто што не сум го правела порано. Како личност која што не била цената, на која што и биле наметнати дека нема никакви вредности, открив дека всушност јас имам некоја вредност. Меѓутоа, за мене од старата јас сум многу повредна личност сега отколку порано. Се ценам самата себе сега и имам самодоверба повеќе. Први несигурна, нели, како ќе биде, дали ќе успеам, а после тоа се внесов во незе, нели се внесов и сега со радост, со брзина, и со децата заедно работиме и јас сама, нели, се бајле навечер, така ги доживав возбудено. Настојуваме што е можно повеќе да ги брендираме овие рачни изработки на нашите клиентки, бидејќи со секој купен производ се допринесува не само во економско јакнење на жените кои што претрпеле семено насилство, со секој купен производ се издвоило 20% за одржливост на Центарот за бесплатна правна помош, меѓутоа исто така и во плаќање на судските такси и трошоци за овие жени кои што кај нас се обраќаат за водење на судски постапки како последица на претрпено семено насилство. Веруваме и очекуваме дека преку работилниците на погон, меѓутоа и преку пласирање на нивните производи, ќе го намалиме ризикот не само од сиромаштија, туку еве и во насока да бидат економски независни и самостојни за трошоците за нивните семејства. Има излез, да, има. Во секој поглед го осетив тој излез јас. Мора од негде излез да најдат. Седејќи дома, значи не може. Мора да најдат начин за да излезат до нешто. И од депресија, и од проблеми, и од се. Јас сум само сенка на жена која самотијата ја сака. Судбината сама си ја пишувам. На врвов се искачувам и вдишувам мир, тишина. Од оваа височина ги гледам брановите како се смируваат. Бродовите пристигаат и отпловуваат. На оваа висина и Бог е поблиску, и молитвата погласна. Тука тишината ја храни душата. Мириса на море, на небо и на бескрајен спокој.